Дури 70% од децата до 7 годишна возраст имаат кариес на барем еден зап. Овој податок категорично зборува за родителската негрижа и недостаток на профилактика кај децата. Малите дечиња се претежно со повеќе расипани запчиња, значи кариесот е многу распространет, што значи дека не се води доволно грижа за забите од најмала возраст, што е најбитно. Што итно треба да преземат родителите? Не можеме да им забранеме на децата да јадат благо, меѓутоа мора да се води грижа да се четкат забите од најмала возраст. За тоа се најзаслужни родителите и да почнат да ги учат децата со миење, четкање на забите од никнување на првите запчиња. Редовно да доаѓаат децата на контроли кај матичните стоматолози и тогаш побезболно ќе биде и за нив и помалку работа ќе има за нас. Но, очигледно е дека поголемиот дел од нив имаат поголеми грижи околу здравјето на децата. Негувањето на здравствената култура за одржување на хигиената на забите се практикува од најмалина одзев во нашата установа, пред се како проект на Министерството за здравство на владата на Република Македонија, каде што имаме редовни систематски прегледи на забалото на децата, посебно на дечињата од голема група. Освен одржувањето на хигиената, важен момент е и начинот на исхрана. Обратете повеќе внимание на пиење вода кај децата, седени сокови свежи во однос на напитоци, а во однос на храна. Значи на дневно ниво задолжително свеж овош и свеж зеленчук кај децата да има, ќе најдете начин како да им го привлечете, да им привлечете таа храна, но исто така и јаткасти плодови и семки во сирова форма, најдобро е како мелени да се стават во нивното сокче кое што е свежо. Освен кај децата, оралното здравје е се поголем проблем и кај возрастните. Кај возрастните најчесто е поради слабата хигиена, нередовното одење на стоматолог, значи почисти се кариозните лези, значи заболување на забите, кои што доведуваат до прерано губење на здравите заби, значи со нивно оштетување и доаѓа до губење на забите и се јавуваат потреба од различни протетски помагала. Како да се зачува здравјето на забите? Па користење на четка за заби, на пасти за заби современи, користење на дентален конец, доаѓање редовно најмалку еднаш во годината на еден контролен преглед. Иницијатива имаме до институциите да 2 пати годишно кај секој доктор стоматолог има задолжителен преглед секој пациент од контекст на оралното здравје. Сето ова би требало да биде гаранција за здрави заби, кој пак се услов за елиминирање на многу други проблеми во животот, но потребна е едукација и одговорност.